Животот станува се поскап, граѓаните осиромашуваат, а владата не превзема ништо, обвинува опозицијската СДСМ на пресконференција утрово. Скапите цени на храната и на основните производи секој деневно ги празнат џебовите на граѓаните. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека зеленчукот е поскапен за над 38%, овошјето за над 10%, а продажните цени во земјоделството за 23%. Веќе 2 месеца се покачени и цените на месото, зејтинот, јајцата. Ова, почитувани, не се обични бројки, туку секојдневие на граѓаните со празни фрижидери и празни џебови. Сите негативни рекорди во економијата доаѓаат во време кога СДСМ биле на власт, врати владеачката ВМРО-ДПМН. Цените на горива во најголемата криза во историјата денес, поголема од оние две кризи во 70-тите и во 2022 година, цената е околу 1,5 евра или 90 на денари. Да се подсетиме, во 2022 година цената на горивата беше 110 денари. Платите во јавниот сектор секаде се зголемени со план до 2028 година за 40 до 60%. Пензиите за година и пол власт на ВМРО-ДПМН се зголемени линеарно за 7000 денари. Секоја година враќаме долгови во просек од околу 2 милиарди евра. Ако граѓаните сметаат дека СДС воделе добри економски политики, ќе им ја дадеа довербата на нив, а не на нас. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, годишната стапка на инфлација во март достигна 4,9%. За еден месец трошоците за живот скокнале за 0,7%. Александар Спасовски, Сител телевизија.